Кризниот штаб против референдумот, во кој членуваа 72 организации од земјата и странство, партии и издруженија, и кој водеше кампања под слоганот Македонија бойкотира, на 30 септември, за време на одржувањето на референдумот, имаше 1646 наблюдувачи кои беа распоредени надвор пред избирачките места на законски определената оддалеченост и кои ја бележеа на соодветни листови со цртки излезноста на гласачите. Со овој број на наблюдувачи беа покриени 2650 избирачки места, земајќи во предвид дека во една зграда има повеќе избирачки места. Нашите наблюдувачи беа надвор во дворовите пред избирачките места од причина што Државната изборна комисија не дозволи кризниот штаб да има своји наблюдувачи внатре во просториите каде се гласа. Оперативниот центар на кризниот штаб во изминатите денови ги сумираше резултатите од сите соодветни листови со цртки за излезноста кои пристигнаа од нашите наблюдувачи. Денеска ја информираме јавноста дека според податоците што ги добивме, излезноста е околу 32% или на гласање излегле околу 576.000 гласачи. Според ДИК излезени се 36,91 или 666.743.000 гласачи, што е разлика споредено со нашите податоци околу 90.000 гласачи. Значи, се обистинуваат информациите дека на денот на гласањето во периодот од 17 до 19 часот масовно се полнети кутиите. Дури според податоците на избирачките места, во средините каде живее албанското малцинство, на секои 11 секунди гласал по еден гласач, што е само по себе надвор од секаква изборна и човечка логика. Ја користам приликата да спомнам дека се уште останува мистерија изненадената попладневна средба на самиот ден на референдумот меѓу лидерите на СДСМ и ДУИ, Зоран Заев и Али Ахмети. Но непобитен факт е дека по оваа средба на самиот ден на референдумот, поточно после 17 часот, масовно се полнети кутиите во средините каде живее албанското малцинство. Значи, злоупотребени се околу 70.000 гласови со грубо полнење на кутии, како и големиот број притисоци што се случуваа пред референдумот. Се виде дека џабе беа сите притисоци на марионетската власт, референдумот е неуспешен, народот масовно е против промена на името и членство во НАТО. Почитувани присутни, Единствена Македонија и кризниот штаб против референдумот Македонија бойкотира, ја информира јавноста дека не ги признаваат референдумските резултати, а гласањето на 30 септември го оценуваме како тежок фалсификат, за што говорат неспорните податоци од лице место. Една од првите задачи на новата легална власт на Единствена Македонија, која се навестува и која доаѓа, ќе биде целосно испитување на референдумскиот фалсификат, за што одговорност мора да има.